По викенд катастрофата што му се случи на Кочанското јавно предпријатие Водовод, кога беа опожарени 6 возила, од кои огнот пепло са 2 големи камиони за смет, денеска комуналците се реорганизираат. За да ја одржат динамиката на собирање на смет, во функција се става новонабавениот камион подигач на големи контейнери со капацитет од 5 метри кубни, со соодветна адаптација на контейнерите. Ние од денес со Сабајле се кренавме со бравачката работилница на терен, секаде каде што имаме затворени контейнери од 5 метри кубни, да ги пресечеме, да ги отвориме, за да може новиот камион, гибарката која што имаме набавено, да ги сервисира и тие. Така да не очекуваме некои поголеми проблеми или да има некој поголем застој. Оваа недела мислам дека ќе се справиме комплетно со таа работа. Во меѓувреме, ургентни мерки за санација на причинетата штета, но и одржување на континуитет во работата на комуналната хигиена, превзема и општината. Како и до сега, значи со изнаоѓање на разни можности за помош, финансиска помош и за купување на нови возила, бидејќи после толку години ние само во минатата година купивме 4 возила, односно во оваа тековна година, и во тек сме за набарање на можност, односно да видиме како ќе помогнеме со цел да навистина овој проблем биде минато и да не се оседите граѓаните. Во моментот за тоа возило што е пожарено ќе користиме возило од соседните општини, се во моментот додека не се снајдеме. Значи нема да има застој и граѓаните да бидат спокојни, мето на време ќе се изнесува. Надлежните од јавното предпријатие Водовод неделава го очекуваат извештајот од увидната екипа на истражните органи по пожарот што се случи во нивниот возен парк, каде огнот оштети 4 трактори и пеплоса 2 камиони за смет.